на лекции кои не смееме да ги заборавиме, че да му е историјата не учи. Болката на заборавот тешка е на срцето. Ученици од основни училишта од Радовишко, но и од Делчево, викендов во манастирскиот комплекс Свети Ѓорги кај Ораовица учествуваа на работилницата од проектот Младите креатори на нашата иднина, што го спроведува Сдруженијето на деца бегалци и нивни потомци Тга за југ. Децата твореа, слика, глумеа и пеа и даваа креативни идеи како до подобар живот во локалните заедници, а паралелно учеа и за своите корени. Целта на проектот Младите креатори на нашата иднина е развивање на креативноста и зголемување на интересот кон музиката, глумата, творењето и цртањето. Овој проект се основа на 5 теми, меѓу кои е Егејска Македонија и татковината копнеш на прогонетите. Тоа е така бидејќи сакаме децата, освен што со останатите теми ќе развијат својата креативност, исто така да дознаат нешто повеќе за Егејска Македонија. На овој конкурс има можност да се пријават ученици од сите училишта од Македонија, од 5 до 9 одделение, и како што кажав, да одберат секција творење, цртање, глумење и пеење. Проектот Младите креатори на нашата иднина го поддржа и општина Радовиш. Меѓу децата беше и градоначалникот Герасим Конзулов, кој на најдобрите од радовишките основни училишта во креативните работилници им вети таблети. Овој проект е поддржан од Советот на општина Радовиш. Децата креатори на нашата иднина се вистинска иднина и од тие причини ние доделивме средства во висина од 180.000 денари за кампот во Охрид, каде ќе престојуваат уште 5 дена, а ова што го гледаме сега на некој начин се уште припреми за подобро издание на нашите дечиња креатори на нашата иднина во Охрид. Мислам дека кон крајот на јуни се оди во Охрид и се надеваме дека и таму ќе се видиме и на дечињата, најдобри за стимул за да можат меѓу себе да се ствараат некоја конкуренција. Градоначалник додели 5 таблети, ќе има уште нешто, ма тогаш градоначалник нека сам се одлучи кога треба. Сдруженијето на деца бегалци и нивни потомци Тга за југ секоја година реализира проекти чија основна цел е дружење на младите, запознавање со својата историја, но и спроведување на креативни работилници, како до подобра иднина во средината каде што живеат, почитувајќи ги европските вредности. Представништво во оваа здружение има и во Радовиш, каде што прв човек е Љупчо Бехлимов.